судиите и обвинителите да сносат кривична одговорност доколку се утврди дека носеле незаконити одлуки по теркот на европското пред се германското право, а не да одлучуваат слободоумно и за нивната одлука да не одговараат пред никого. Нека се отвори уставот и промени оваа уставна категорија за да видиме резултати во борбата против корупцијата. Ова е пораката на Зоран Петковиќ Бакли, автор на практикумот за превентивна борба против корупцијата во правосудството и администрацијата. Во Европа, посебно Германија и Австрија, има кривично дело кое се однесува на кршење на закон од страна на судии, јавни службеници и арбитри. Кај нас има арбитри, меѓутоа мојот предлог арбитрите не ги ставам, него ги ставам, не е моје измислување ова, него ова е усогласување на нашиот кривичен закон, предлагам со законот на Европа. Анкетите во Македонија покажуваат дека повеќе не е најголем проблем сиромаштијата и невработеноста, туку корупцијата која што царува во сите општествени пори. Поранешната председателка на антикорупцијска Билјана Ивановска се осврна на измените на кривичниот законник донесени на крајот на мандатот на претходната власт, со кои што застареа голем број на корупцијски скандали поврзани со поранешни функционери. Според Ивановска, се додека се носат измени на закони кои што се скроени од политиката, Македонија нема да се избори со закоравената корупција. Се прашувам како можеше да се донесе закон со кој што се намалуваат казните за дела чиј број расте во општеството. Затоа што кога се определува некаква казна, нели, казната има повеќе влијанија. Значи, пренесува порака на сторителот, треба да му делува на сторителот, треба да остави порака во општеството. Измените на кривичниот законник од септември 2023, што ги застареа предметите од висок профил на корупција, беа критикувани од Европската комисија во извештајот за Македонија за таа година. Представниците на меѓународната заедница години наназад упатуваат критики за работата на правосудните органи и алармираат за голема застапеност на корупција во целото општество.